Здраво, другари и другарки. Денеска ќе објасниме технички Ethereum мрежата, но прво ќе кажеме неколку зборови за тоа што е блокчейн. Мислам, сум го објаснал ова неколку пати. Дека блокчейн е дистрибуиран дигитална книга на трансакции, каде што сите трансакции се запишуваат во вид на блокови и се поврзани помеѓу себе во вид на ланец. Значи, ако видиме на блокчейн, тоа би значило дека блокчейн е вака некако врзан, као блокови 1, 2, 3, така понатаму. Сега нормално, затоа што се формираат многу блокови на некоја мрежа која е користена, блоковите се милиони, да не кажем и милиарди. Значи, тоа е накратко што е блокчейн и како доаѓа блокчейн и се знае дека самите блокчейн мрежи треба да бидат децентрализирани. Сега некои мрежи се повеќе децентрализирани, некои се помалку децентрализирани, а децентрализација значи дека немаме една точка кај што се запишува таа база, туку таа база е прераспределена на повеќе сервери. Значи, ако видиме, гледате, ова е централизирано, ова е децентрализирано. И тоа е многу подобро во однос на немаме една точка на пат, не може лесно да се нападне оваа мрежа, има многу предности за да се користи блокчейн технологијата. Значи, и исто така, доколку не поседуваме 51% од самата мрежа, не можеме да направиме никаква промена на самиот блокчейн. Сега да преминеме за Ethereum блокчейнот. Значи, ако напишеме Ethereum блокчейн и го отвориме Ethereum блокчейнот, ќе видиме дека оваа технологија користи консензус алгоритам Proof of Stake. До 2022 се користеше Proof of Work, значи истиот консензус алгоритам како Биткоин, но во 2022 се прават големи промени на самата мрежа и самата мрежа преминува да биде Proof of Stake. И исто така тоа се формираше и друга блокчейн мрежа, затоа што некои од мајнерите, мислам не беа исклучени тие мајнери, се формираше Ethereum POW, мислам дека беше Ethereum POW, да, Ethereum Power или Proof of Work, или не знам како е точно, мислам ја не користам таа мрежа, нормално затоа што не е таа Ethereum мрежата, туку таа е друга. Сега, што сакам да кажам за Ethereum Proof of Stake. Тука се заменети машините за копање, нели тоа се копаше со графички, се копаше со машини, највеќе со графички, каде што се решаваат тешки математички пресметки. И сега тие се променети со валидатори за да се валидираат блокови на Ethereum мрежата. Сега, за ние да бидеме валидатори, нели за можеме преку тој механизам можеме да заработуваме, треба да имаме 32 етериуми кои се ставаат во депозит контракт на Ethereum mainnet мрежата и потоа после од прилика 24 сати се станува активен нод. Но за ова треба да имате 32 етериуми, а сега има и некои други начини, liquid staking, например, со некои протоколи како Lido, кај што можете да имате помалку од 32 етериуми, па исто така да можете да земате награда, а може да се стави во пул. Јас немам нод, затоа и нема да ги објаснувам многу нодовите како се прават, мислам тоа технички треба да се навлезе бајаги. Сега, кога ќе видиме, например, Ethereum блокчейн валидаторите, прво ако гледаме, само да најдеме некоја добра слика за објаснување за валидатор. Гледате тука некој пишува валидатор Kiterva, Arbitral Kiterva, да има некои работи за исто така по новиот апдейт се гори Ethereum. Значи од дел од транзакцијата кој ќе се направи, кој ќе се земе тоа фи од самото формирање на блокови, се гори одреден дел на Ethereum и така би требало Ethereum да премине во да се смали количината на Ethereum. Тоа исто така може да провериме на Ethereum Burning, сега не знам кој беше Ethereum Burning Ultrasound, вајда беше .money, да.
тука можеме да видиме, ако затоа што Ethereum блокчейнот моментално не е многу користен, затоа и не се направи многу голем брн на самите коини, гледате моментално се формираат годишно по 0,7% од вкупната количина на Ethereum. Ако тука може да видиме дека се горат 2 милиони Ethereum. Сега тоа е мал проблем, они направи некои мали промени на самата мрежа, каде што ќе може да се плаќа фи со други коини, што за мене не е толку позитивно, но се надевам дека Ethereum мрежата со новите апдети ќе биде многу повеќе користене и пак ќе преминеме во смалување на количеството на Ethereum. Сега, како што кажав, валидаторите на Ethereum мрежата може да извршуваат три функции, тоест е предложување на следен блок, тоест еден валидатор се бира со алгоритам, значи за рандом селекција, за да не ли биде секогаш фер, кој ќе го креира следниот блок, потоа имаме функција на A-tester, така се вика A-testing, тоест ги валидираат, ги атестираат точноста на блокот, сорсот, таргетот и транзакцијата, кои потоа се праќаат во мрежата и се ставени во следните блокови. Сега, исто така имаме и синк комитет кој на секој 256 епохи, ќе зборам значи за мерењето на време во самиот Ethereum блокчейн. После 256 епохи се бира синк комитет кој помага на тоест на лайт нодови да се синхронизираат, затоа што не може да имаме различни нодови, тоа ќе го објаснам подоцна. Едни од тие нодови се така наречени лайт нодови. Сега, да го објасниме блокот кој се генерира, тоест што има еден блок. Значи еден блок има proposer индекс, тоест кој валидатор го креира самиот блок. Само да видам дали имам јас тука некоја добра слика како се креира блокот. Ова не е целосна слика, но мислам дека ќе може да објасниме. Значи имаме секој блок кој се генерира, има proposer индекс, потоа има parent root, тоа е референца до претходниот блок, затоа што кажаме дека блоковите треба да бидат врзани, така работи и самиот блокчейн. Потоа имаме state root, каде што тоа е ажурираната состојба после извршување на трансакциите, и имаме тело, тоест каде што се состојат трансакциите, блок хедери, слешови, депозити, така натаму. И сега, како што кажав, овие блокови се зафаќаат слотови и се извршуваат во неколку епохи. Сега еден слот трае 12 секунди, а една епоха е уствари 32 слота или отприлика 6,5 минути. И откога, пример, ќе се финализира самиот блок, нели правењето на самиот блок, извршувањето на трансакциите се прави преку така наречено Casper FFG, тоест се технички кажано сорсот и таргетот кои ќе бидат изгласани, атестирани, се финализира блокот и сите трансакции кои се во блокот бидуваат перманенти, тоест нели се запишува во базата и потоа после неколку епохи во мрежата се финализира. Например, ако отидете на Binance, кога праќате Ethereum, може да видите дека треба таму конфирмација. Тоа се тие неколку епохи каде што треба да стигнат тие атестирања и тоест валидации, гласење на валидациите за да се потврди блокот дека е извршен. Затоа потребно е време на чекање за да ви стигне Ethereumот на вашиот новчаник. Сега за како што кажав, Ethereum блокчейнот дава награди и тие награди се за приложување на еден блок која се формира, потоа за коректни атестирања, како што кажав, тука се прават тие проверки, и исто така за останати валидатори кои правеле атестирање. Значи на наградата, тоест тој transaction fee се разделува на повеќе места. Сега во самиот Ethereum на прва постои пенализирање. Тоест така наречено пенализирање,
Сега пенализирањето може да биде ако отидеме пре Ethereum penalties и Ethereum blockchain penalties. Сега не знам дали ќе можам да најдам ова некоја слика, гледате inactivity leak penalty per epoch, гледате например колку пенали се дадени, но тоа не се некои големи, например ако сте инактивен, но например исто така ако некој се обиде да ја загрози самата мрежа, тоа да има дупло гласање, има такви surround surround гласање и ако сте офлайн пример подолго време, последиците се уствари губење на дел од 32 етериуми и сфрлање на валидаторот од мрежата на валидатори. Сега, ако видиме зашто е подобар Proof of Stake, тоа е затоа што се користи 99,9% помалца енергија нели Proof of Work и исто така безбедноста на самата на мрежа е преку стейкот, а не преку електрична енергија. И за да се проби ова мрежа, тоа за да се контролира, треба теоретски мислам дека беше околу 1/3 да поседуваме околу 1/3 од тоталниот стейк, но ние за поседуваме 1/3 од тоталниот стейк, значи на нас ни требаат, ако мрежата моментално е 300 милиарди ако вреди, значи ние треба да имаме 100 милиарди за да го контролираме целиот Ethereum блокчейн. И сега ако се вратиме исто така на како една трансакција се прави, ќе видиме дека имаме sender, receiver, имаме трансакција каде што имаме некој од вредностите. Сега таа трансакција користи постојат неколку како се викаат неколку работи внатре во трансакцијата, тоа е nonce, имаме gas price, gas limit, каде праќаме, колку праќаме, имаме дата поле каде што се запишуваат контракти, нели тука можеме да праќаме и NFT-ња и такви некои апликации може да пристапуваме и сето тоа влегува во дата полето и исто така имаме подпис на самата трансакција. Сега тука го прочитаме the sender initiates the transactions specifying the recipient and the amount of the Ethereum to send. Значи тоа ние го правиме на самиот волет. Сега во позадина се додаваат и останати работи кои треба да се состојат во самата трансакција. Која потоа трансакција се хашира, гледате со некоја фиксна големина на самиот хаш, тоа е на самиот стринг. И потоа таа трансакција нели се праќа до mempool, тоа се вика така наречен mempool. Ево, гледате трансакција, transaction data се праќа до mempool и секој валидатор има своји mempooli и таму стојат трансакциите кои треба да се извршат. И потоа од кој ќе биде валидаторот избран за да го изврши, за го предложи следниот блок и за да го изврши блокот од кој ќе биде проверен од останатите валидатори, тоест атестиран, трансакцијата се става во блокот и потоа се извршува самиот блок и се запишува нормално во базата, тоест во дигиталната книга на трансакции. Сега ако сакате малце потехнички да навлеземе како личи една трансакција, тоа се нарекува JSON, во JSON формат се запишува и еве некоја трансакција, например ако видиме. Гледате, ги имаме сите работи, што ги кажав, gas limit, data, chain ID имаме, max fee per gas, кој валидатор ја извршува, значи вака една трансакција личи и вака уствари се генерираат сите трансакции кои потоа се ставаат во самите блокови за извршување. Сега, исто така, за да пишуваме апликации на Ethereum мрежата и за да пишуваме смарт контракти, тоест апликации, се користи Solidity јазик кој е компатибилен со EVM bytecode. Значи сега тоа е малце на подолно ниво EVM bytecode. Bytecode и знаеме дека Ethereum работи со EVM машина.
во позадина, нели таа го контролира целиот блокчейн. И исто така, преку овој јазик можеме да повикаме контракти, да менаџираме Ethereum, да запишуваме податоци, нели сето тоа да го метнеме во една трансакција. Сега исто така кажав дека постојат повеќе типови на нодови. И ако видиме какви типови на нодови, постојат full node, light node, archive node и validator node. Например, сега ако пишеме на Google types of ETH validators, ако отидеме само да најдеме некоја слика, не е ова. Не знам зашто не можам да најдам слика за типови на валидатори. Не е ни битно, ќе ги објаснам како и да е. Значи имаме тоест типови на нодови, имаме full node каде што тој нод ја доwnloadира и валидира секоја транзакција и блок и целата база на податоци ја има во овој нод, освен некоја таму историска состојба која постои во валидатор нод. Како што кажав, постојат и light нодови и тука се доwnloadира само дел од податоците на блоковите, така наречени хедери, и може да се верификуваат преку Merkle Proofs. Да не објаснувам за Merkle Proofs, мислам малце треба поише да навлезам и јас во ова, дури јас не го знам доволно добро. Потоа постои архив нод, како што кажав, тој ја има историјата на целата мрежа и се користи за аналитика и експлорери. Пример, ако отидеме ERC20 Explorer, кој ќе отвориме ваму, еве, например, etherscan.io, за тука бидат сите трансакции прикажани, мора да се користи архив нод. Значи, за овој сајт да се користи, мора да имаме архив нод. И исто така имаме валидатор нод, кој претходно го објаснив, каде што таму стекаме Ethereum и тој учествува во предложување на блоковите и атестирањата. И морам да ги споменам, затоа што се многу битен дел од самата мрежа Layer 2, Layer 2-ките на Ethereum мрежата, каде што со ова се помага на Ethereum блокчейнот да се префрлат трансакции за да се ослободи Layer 1 мрежата, тоест Ethereum мрежата Layer 1, и да се зголеми количината на извршување на трансакции, да се намалат оние gas fees, тоест провизијата која плаќаме, нели, за секоја трансакција. Сега постојат неколку типови на Layer 2 мрежи и такви се, пример, Optimistic Rollups, како Optimism и Arbitrum. Сега тие Optimistic Rollups работат на начин каде што се оди со претпоставка дека трансакциите се валидни и потоа се праќаат до Layer 1 мрежата каде што се извршуваат многу повеќе трансакции. Сега исто така мислам дека можеше да се извршува и на Layer 2 трансакции, но за ова не сум многу сигурен, би требало за Layer 2 да направам некое ново видео каде што ја би прочитал прво поточно како работат Layer 2-ките. Потоа имаме ZK Rollups, сигурно ја имате слушано ZK Sync и Starknet. Тука се користат Zero Knowledge Proofs за да се види исправноста на трансакциите и исто така имаме така наречени State Channels. Како што кажав, пример, кога трансакцијата ќе се прати до Ethereum мрежата до mempoolот, потоа се генерира блокот, се билда блокот кој потоа се праќа на извршување, тоест нели на атестирање, па потоа самиот валидатор нод тоест самите нодови да го валидираат овој блок, и после неколку епохи тој се финализира и останува запечатен во датабазата и нели во правењето на самите блокови. Ја искрено не знам дали ќе бидам доволно јасен затоа што има премногу технички термини во објаснување за Ethereum,
но како што може да видите е многу покомплексен од биткоин. Ако сте го гледале моето претходно видео за биткоин, не дека биткоин не е комплексен, но затоа што ваму постојат layer двојки, попота запишување по proof of stake механизами, малце е покомплексна целата работа на самиот Ethereum блокчейн. Но како и да е, ако го гледаме од економски и од инвестицијски поглед, самиот Ethereum блокчейн можеме да видиме дека елитата многу го користи, постојат ETF-и за самиот за купување на Ethereum и ако сме гледале вести во минатото, премногу е купуван Ethereum-от, што значи дека овој блокчейн е на елитата. Искрено, за мене овој блокчейн не е многу добар, затоа што има неколку работи на мене кои лично не ми се свиѓаат, но кој ќе видиме елитата кој го користи, тогаш би требало нели ние да го користиме овој блокчейн. Тоа е тоа, дечки, се надевам дека бев јасен во однос на работењето на Ethereum блокчейнот и доколку имате прашања слободно напишете ги под видеото. Поздрав!